не знаеме која е одговорноста на инвеститорот, која е одговорноста на изведувачот, која е одговорноста на надзорот, значи испреплетени се работите од една страна. Од друга страна, тој правилник оптоварува премногу административно. Значи тој вели дека секој работодавач мора да пријави изведување на градежни работи. Секој работодавач. Тоа значи дека секој кој работи на одредено градилиште треба да пријави дека ќе работи на тоа градилиште, па макар и еден ден. Замислете колку пријави се тоа во инспекторат. Европската директива е сосема поразлична и нема вакви административни работи. Јасна е. Таа кажува, мислам дека не ме фаќате за збор, меѓутоа одредбите се дека секое градилиште кој има над 300 вработени во исто време мора да се пријави без разлика колку се извршуваат работни задачи и секое градилиште каде што и градежните работи се изведуваат над 30 дена. Што е целта? Целта е инспекторите да знаат каде се гради и да отидат да видат, а не да имаме 30 пријави за едно градилиште. Една од административните бариери. Понатаму, спомна во одговорностите, преклупувањето со законот за градење. Често кај нас се спомнува дека надзорот е тој кој создава проблем, односно надзорот е тој кој треба да го контролира градилиштето. Точно, надзорот е тој кој го контролира градилиштето од аспект на тоа дали работите кои се изведуваат, се извршуваат согласно проектите кои се врз кои градилиштето добило одобрение, дозвола за градење. Оние кои треба да бидат главни и основни носители на безбедноста на градилиштето, ако имаме повеќе од еден изведувач, е координаторот за безбедност и здравје при работа,